Обидот стручно да се третираат сериозни прашања, особено во вакви кризни времиња, е професионален предизвик за секој лаик. Вештината со која се интерпретираат сознанијата ја доведува јавноста до информации кои се разбира ја потикнуваат нивната љубопитност. Особено кога на сличен начин суштината на проблемот со кој се соочуваме веќе еднаш била предмет на детална експликација. И имаше објаснување, не знам, читав дека еболата, например, преживува само 3 дена во починат организам, во мртов организам. Сидата не се измисли завчера. Не знам, или сидата, не сум сигурен. Сидата е порок. Сидата и еболата беа ставени, дека издржуваат навистина многу малку. Сидата и еболата на 20 од 20, така, што значи? Не е ништо ново. Може би не е ништо ново, но сепак е вистинско изненадување кога експонентите на актуелната антиестаблишментска политика прилично експлицитно ќе востануваат делумна промена на позициите и наместо кон тие кои досега биле нивна цел, својот курс ќе го насочат кон друга и неочекувана мета. Ми смета кога опозицијата се појавува на разни пресоби, а критикува цело време мерките на владата, а тие седат заедно. Значи, тие ја делат и одговорноста да не се лажеме. Нема потреба да се лаже, но сепак треба за секогаш и од секоја глава да биде исклучен општиот впечаток за постоењето на толку големи бизнисмени. Оти сликата во реалноста ја демантира сета таа представа која тие за себе си ја креираа. Милионите и шлеперите изгледа не биле ништо друго, освен чалам без покритие. Значи се користело од државата со шаквам и капам, што викаме, а неќе да се врати со 8.000 евра за едни предонеси од 2 месеца. Има една многу погрешна слика за тоа што значи да се биде стопанственик во Македонија. Некако има впечаток дека сите мислат дека стопанствениците се 90% се Бил Гейтс. Впечатоците за успешност може да се толкуваат на различни начини, како и примената на моделите. Но најважно од се е да не се дава преуранета оценка за тоа кој колку добар домаќин бил. Па во таа насока импонира внимателната употреба на зборови со кои се дава опис на однесувањето на оние на чија врата силно чукна несаканиот гостин. Како Европа го дочека вирусот, ја би рекол во многу проценти некоректно го дочека. Не дека тие не се богати држави. Неподготвена, може би. Па сега не сакам да увредам некого дека бил неподготвен, меѓутоа би рекол тотално неспремно за одредени работи. И на крајот, кога на истиот начин, но од друг ракурс, се гледа на нештата. Моменталните состојби се можеби повеќе резултат на некакви срекни околности отколку да речам некаков резултат на вистински погодени мерки. Редно е барем еднаш таа и нам да ни се насмее. Од историјата е сведок дека се џабе и најдобри мерки, ако нема срекни околности.